Украсуваме македонска поезија беше насловот на креативната работилница наменета за младинци која што вечерва се одржа во Домот за култура Марко Цепенков во Прилеп, а во состав на мултимедијалниот фестивал Цело е кога се има 30. Работилницата ја водеше професорката по македонски јазик Јулијана Талеска, а на неја учествуваа ученици од 6 до 9 одделение. Целта беше според претходно зададени песни од наши автори, учениците од нив да издвојат реченици или зборови и да состават своја творба. Избрани се околу 25 поетски творби од македонци автори, но и од автори од заедниците кои што творат на македонски јазик. Особено важно ми беше и тоа да се истакне и нивната заложба во нашава земја како мултиетничка, нели? Одбрав една техника која што се вика blackout, за да учениците да им биде полесно да ја направат самата своја творба. Знаеме денес колку малку обрнуваме внимание на литературата, особено на поезијата, па затоа класичниот пристап не функционира во овие генерации, потребни се некои интерактивни методи, па затоа блекаутот е нешто што веќе го имам испробано во училница и многу функционира. Така што на работилницата учениците читаат малку поезија, потоа ја украсуваат таа поезија, избираат одредени делови од неа и создаваат нови творби, кои што се нивни лично. И верувам дека и се забавуваат. Имаме испечатено песни од поети, користат зборови од самите песни и создаваат нешто ново. Своја песна. Своја песна, може да биде стих, може да биде една реченица, може да биде дури еден збор, тоа е на нивната слобода и тоа го илустрираат подоцна. На работилницата имаше и разни креативни игри, читање на поезија, како и презентација и запишување на омилените стихови од песните. Учесниците на истата беа задоволни од постигнатото. Ја обработував песната со Весната Ајкула од Румена Блажевска, многу ми се допадна песна, а и мислам дека е интересно ја изработив со чкртање, со blackout техника. Што се доби со таа техника на крајот од песната? Може да ни прочиташ? Уметничко дело. Морето ширно реши честно злосторство на мајка млада, а таа со очи и тага. Правична и совесна, ама расте ајкули. Баш лута пркосно бута, предаторка сама и тажна, оти смрди, знаете. Поточно овде беше многу како за да ја украсиме, тоа се blackout поезија, беше искрено интересно, бидејќи со вирусов не можевме да се видиме со наставниците, онлайн работевме, ова го работевме и на онлайн часот и вака беше искрено интересно премногу. Во што се состоеше целата оваа работилница, што требаше да направите? Па првим наставничката ни доделуваше песни и тие што сакаат ја рецитира и после некој стих што многу ни остави впечаток, требаше да го напишеме на оние листови, а потоа требаше да ја украсиме, а некои зборови требаше да ги заокружиме и од тие да составуваат реченица. На сите учесници им беше доделен и сертификат за учество на оваа работилница.